Председателе, очигледно денес премиерот има дозвола да одговара само на претенички прашања од власта. Со фудбалски речник кажано, селекторот Груби го пушта да игра само наместени надпревари. Затоа ќе поставам три прашања до новите и амбициозни министри од Пазар 3 владата на Ковачевски, за кои по нивните први настапи би го запрашал премиеров: премиере, па каде ви беа овие кадри, тата-мата стручнаци, досега да ги земевте и порано да ви извадат од калта. Но да одам со ред. Првите две прашања до министерот за здравство. Почитуван министер, додека чекавте да бидете испазарен, во здравствениот сектор и министерството, оставено без министер и заменик, се случуваше хаос, а пациентите испаднаа колатерална штета на вашето пазарење. Непотпишани договори за лекови, инсулин, медицинска опрема, умираа луѓе по болниците, чекајќи да го добијат ветениот лек, умираа од нехигиена, сепса, ретки бактерии, затворени беа цели болнички одделенија, операциони блокови, а одговорност од никого. Гордана од Прилеп, Благојче од Битола и деновиве малата 6-годишна Јана исто од Битола. А од амбициозниот министер и премиеров Пазарџија молк. Молк и од вас, пратениците од власта. Лицемерно и срамно за луѓе кои искористија судбина на мало детенце и неговото семејство за да дојдат на власт. Или ја заборавивте малата Тамара. Таа ви требаше само да дојдете на власт, а сега како резултат на вашата неработа, неспособност, криминал, умираат луѓе, а вие молчите. Затоа барам веднаш, ова не е прашање, ова е барање. Расчистување на случајот со малата Јана, министерот Меджити и директорката на Државниот санитарен здравствен инспекторат Младеновска да се фатат за работа, а не винно расположени да промовираат донација од Американската амбасада во здравството, со која не убедуваат дека многу вложувале во здравството. Ова е срамно. Не смее да се дозволи преку формирање на разноразни комисии да се заташка овој случај и да се дозволи повторување на вакви трагедии. Господине министер, наместо како што изјавивте во вашата прва изјава дека врвен приоритет во средување на состојбите во здравството ви е решавање на проблемот со паркингот на клинички, фатете се за работа. Луѓе ви умираат секојдневно, дечиња ви умираат. Или, па како не ве бива, дајте си оставка, бидејќи со ваква несериозност и неработење во здравството како ова, откако е премиер Ковачевски, резултатите се починати пациенти под неразјаснети околности, а никој мува не го лази. Недозволиво. За второто прашање е побарање на родител на дете со цистична фиброза, член на Асоциацијата за цистична фиброза. По изгласувањето на законите во парламентот нема план и програма за лицата со цистична фиброза да го добијат ветениот лек. Па ќе поставам неколку прашања, подпрашања. Кога ќе го има лекот Трикафта за сите пациенти? Од Асоциацијата за цистична фиброза кажуваат дека од 2020 година имаат упатено безброј барања и молби до Фондот за здравствено осигурување на Македонија да обезбеди медицински помагала кои се неопходни за секој пациент со цистична фиброза во секојдневната терапија, а тоа се инхалатори со висок степен на дифузност по препорака на доктор специјалист кои се доста скапи и семејствата тешко можат да ги обезбедат. Трето, зошто после 26-та година од животот на пациентите со цистична фиброза им се прекинува ослободувањето од партиципација за користење на медицински услуги и лекови кога станува збор за доживотна и прогресивна состојба. Заради оваа уредба, пациентите над 26 години вршат доплата на истите медицински услуги и лекови кои дотогаш им биле бесплатни, иако се работи за лица категоризирани како хронично болни лица со најтешко хронично заболување. И за крај прашувам, дали воопшто планирате и кога изградба на центар за болни од цистична фиброза, како што сте му ветувале на заболените?
бидејќи сега овие болни, после 18-та година, се упатуваат на лекување во Универзитетската клиника на пулмологија, каде што апсолутно нема никакви услови. Ова прашање, почитуван министер, е многу поважно од паркингот на клинички центар. Изминативе денови актуелно е пристигнувањето, разгледувањето на извештајот на Стейт Департментот на Соединетите Американски држави за заштита на човековите права во Македонија. Насловен е, аналитичарите, експертите му дадоа наслов "Висока корупција, бавна правда" или "Корумпирани функционери и влијание во судството" е она што може да се извади како заклучок од овој извештај. Овој извештај е најкритичниот, најлошиот извештај во последните години во врска со гарантирањето на човековите права од страна на владата и генерално властите. Во овој извештај е јасно истакнато дека владата, почитувани колеги, владата е најкорумпираниот елемент на државата. Ако претходно ги анализираме извештаите, јасно е дека ставот на Стейт Департментот од опоменувачки во последните 3 години стана осудувачки за работата на оваа влада и од умерена и внимателна критика претходно прерасна во моментов во директна осуда на она што владата го прави. Се потенцира тука корупцијата која стана неизлечива болест за оваа влада. Извештајот наоѓа, и тука цитирам, внимавајте, сериозна владина корупција, значителна судска корупција, неефикасни судови, ендемична корупција меѓу затворскиот персонал и одложена правда. Во превод, значи краде кои ќе стигне извештаи да не се повторат, односно да станат минато. Одговорете како ќе вратите довербата на граѓаните во правосудството, која во моментов е мизерни 4%, бидејќи ваквата оценка и состојба на правосудниот систем катастрофално се одразува на целокупната состојба во државата. Благодарам.